Димитар, Сара, добро вечер. Како се чувствувате вечерова на ова долго очекувана вечер кај Лазаров, роденденот по повод 5 години од неговиот канал? Како се чувствувате? Ти како домаќин, можам да кажам слободно? Јас секогаш се чувствувам убаво кога сум со својата сопруга и морам да кажам дека вечерова стварно увичувам заради тоа што ем сум работно, ем сум фамилиарно, ако така може да кажам. Вечерва мислам дека треба да биде на дневно мени и да се повторуваат вакви вечери, каде што ќе се собира естрадата и ќе се цени трудот и ќе уживаме заедно во она што го имаме во Македонија. Сара, кажи ми, кој беше мистериозниот маж на фотографијата? Дискретно ќе погледнам. Димитар, Сакам да му честитам на Стефче за тоа што не собра сите, мислам, и што направи навистина голем успех, кој што баш ми е драго да можеме вака да го прославиме и да се собереме и да може да му трае. Верувам дека ќе се случува ваква дружба на сите, како каже Димитар, на естрадата да ја собере. И ние нормално дека си поминуваме преубаво, јас уживам и во Димитар, и во целото шоу, и во све што се случува во Тамарче, кој што имаше преубаво интро на 1003 денес. И така, бомба ние. Димитар, како се чувствуваш ти со новиот епитет телохранител што ти го даде Hype TV? А од кај знаеш дека ми е нов епитетот? Па не знам, ти така напиша на сторието. Напишав заради тоа што проубаво ми дое на душава. Фала ви многу за таа статија која што имавте. Сега телохранител можеби е тврдо кажано, ама секогаш е убаво, секогаш е убаво да си во друштво на Сара, особено заради тоа што динамиката на работата ни е таква и имаме и двајцата различни обврски, ама кога сме заедно уживаме, ако е тоа телохранител, јас гордо ќе си го носам тој епитет. Може да продолжи да биде. Да. Дали е покомплициран животот кога и двајцата сопружници се јавни личности? Комплициран е животот кога сакаш да работиш све што сакаш, што многу го сакаш. И при тоа менаџираш со семејство, имаш онака многу улоги, мислам, не е само да бидеш мајка, да бидеш домакинка, да свириш. Ја мора да одам на сцена. Мора да помнеш. Ке дам ја. Имаме уште едно кратко прашање, анкетско за Сара. Кажи ми, со еден збор, како би опишала твојата кариера? Магично патешествие. Со два е, извини. Ако, што би значило тоа? Накратко. Па дека целиот процес, мојата кариера, не знам, за мене е тоа магично патешествие заради тоа што сум тргнала да чекорем некоја патека уште од 6-7 години, која што се уште газам по неа. Не знам, ми е онаков свет за бегање, кој што и да ти се случува во животот, ти можеш да, не знам, да влезеш во студио и да го да си направиш да ти е убаво. Што може да очекуваме ново од тебе? Дали припрема Сара нешто? Работиме со Роберт на една песна, која што според мене скрос е онаква летна песна со многу позитивен плажа вајб. И искрено одвај чекам да излезе, се надеваме на почеток на јули ќе се случи тоа, односно таков е планот. Така што едвај чекам да се случи тоа. Работиме и на други ствари, ама нели една по една. Ти благодарам многу и ти посакувам убава вечер да уживаш. Фала многу исто и на тебе, и на вас, и на Деки да ужива во животот за секогаш.